All around the world. To the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know. This is so... Едноставна и флексибилна игра, доволно интересна да биде играна насекаде од секого. Потребни се само половина терен, кош и 6 играчи, со посебна топка по посебни правила. 3x3 караванот изминатиот викенд се паркираше на плоштадот Македонија, а скопската публика уживаше во стрит баскет. Самото лого на 3x3 слоган е From the Street to the Olympics, значи секој може да игра, да биде на светската сцена, значи од обични играчи од улица можеме да стигнеме до Олимпијада. Од 2017 7 месец стана олимписки спорт и за Токио 2020 олимписките игри. 2012 година FIBA како официјален спорт, требаше неколку година почнам со реализација и 2017 година почнам официјално да ја правиме првата 3x3 лига во Македонија. Овој кул настан не може да помине без урбана легенда, па Гоце Сав се поврзува како главен промотер на 3x3 лигата. Ова ни инспирираше да го посетиме на финалето, да зборуваме за хип-хоп и стрит баскет, но и да го ставиме на тест. Здраво Гоце, денеска сме на 3x3 лигата тука. Кажи ми колку финалниот турнир. Колку Гоце растеше со стрит баскет? Види, стрит баскетот воопшто почна во Америка, беше многу тесно поврзан со хип-хоп сцената њујоршка. Првите N1 микстейпи, првите улични турнири, така да тотално е дел паралелно како што растат хип-хопот и таа улична кошарка. Рутгерс парк, сите паркови кај што се почувани хип-хоп журките, таму се во истите паркови уличната кошарка и турнирите, така да сме растели со музиката и со спортот. Кажи ми, дали играш баскет во мало? Одамна не, малце конституцијата физичко моментов не ми е онака добар сум, само за да стојам како ѓуле на терен. А колку стилот е поврзан со хип-хопот и со баскетот, бидејќи знам за патиките дека ти се буквално фетиш? Сите го обожаваме Майкл Джордан, носиме неговите патики во глобала, што сме во таа нека сникер сцена, така да он ги постави некој во културата на носење патики, многу работи промени. Кажи ми, Джорданките се имидж или стил на живење? Зависи како за кој. Ние, значи, постарите сега можеби се имидж за младите генерации кои не уживале во Майкл Джордан. Но го гледале, за мене секој модел е поврзан со некој меч што го играл, со некој куцање што го направил, ова се Джордан 4 што ги носам во моментов. Сакав да прашам што носиш во момент. Да, 4 бред од 2012 ретро. Кажи ми, дали може да те пробаме сега барем во шуткош колку си добар? Го тепав градоначалникот на Гевгелија, така да ќе видиме. Раце горе за Гоце и стрит културата, а од теренот тој се врати на својата комфортна зона за диџеј пултот и добрата музика. In my hands, ain't no telling what I'm gonna do with it. When I got possession, I'ma act a fool with it. I might cross you up and fake one way, turn around and hit you with the MJ fade away. I'm throwing dime passes like J Kidd, taking cats to the rack.